На 18 февруари Српската православна црква ќе го избира 9-тиот патриарх во време на одбележување на 100 годишнината од нејзиното обновување. Претходно на 20 ноември поради компликации од корона почина досегашниот патриарх Иринеј. Изборот на првиот меѓу еднаквите во Српската православна црква, 9-ти поред, создава големи очекувања во православната екумена кај сите помесни цркви од комшиските се до Вселенската патриаршија. Митрополитот Петар очекува дека Српската православна црква со новиот патриарх ќе погледне пореално на работите, бидејќи своевремено на МПЦ и дала апостолско преемство, но и во минатото ни правила штети. Ако Српската православна црква сака да си го потврди своето достоинство како искрена црква на Македонската православна црква, кон Македонската православна црква и кон македонскиот православен народ и кон нашава држава и така натаму, мора да и погледне во очи на вистината дека ово прашање не може поинаку да се реши освен Српската црква да ја предложи нашата црква Цариградската патриаршија да и се додели автокефалност на нашата црква, тогаш мислам ќе биде прекрасни натаму односите меѓу двете цркви. Ако изборот на првиот патриарх на СПЦ биде праведен и по Божја волја, може да придонесе за обединување на двете поделени страни во православието, рече митрополитот Петар. Ние се надеваме, очекуваме и се молиме Господ да даде изборот да биде праведен и правичен во интерес на обединување не само на православните цркви кои се соседни цркви, тоа ќе придонесе и за обединување измеѓу двете поделени страни на православието, измеѓу Руската православна црква и Царската патриаршија. Медиумскиот интерес пред изборната атмосфера ја носи до усвитеност, особено што Велимир Димитриевик, доктор по теологија, во интервјуто во инфопорталот Центар, рече дека политиката секојаш се мешала во изборот на српски патриарх и посочи дека некои српски патриарси во минатото биле труени. Неофицијално како можни фаворити во странскиот печат се посочуваат епископот Зворничко-Тузлански Фотие Сладоевиќ и новосадскиот владика Иринеј Бловиќ.